Добре дојдовте во втората епизода од новата сезона на подкастот Балкански перспективи во организација на МОВ и Пропис Македонија. Денеска ќе разговараме за состојбите во македонскиот медиумски простор и неговото влијание врз општеството. Медиумите не се само пренесувачи на информации, туку тие го креираат јавниот дискурс и создаваат колективна меморија, особено по чувствителни настани, како што е конфликтот во 2001 година, потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, Пржинскиот договор и други историски настани кои што оставиле траен белег врз ова општество. Колку медиумите придонесуваат за разумност и доверба кај граѓаните, а колку придонесуваат за поделби. Мои соговорници се моите колеги, новинари, Маја Блажевска-Евросимовска и Назим Рашиди. Сите сме колеги новинари, малку ќе зборуваме малку повеќе за самите себе си и се надевам дека ќе бидеме не само коректни, туку и искрени. Па да почнеме од сегашноста. Денес имаме многу медиуми, имаме и поголема слобода ако направиме споредба пред 10-15 години, но прашањето е што направивме ние како фела со таа слобода, колку продуцираме квалитетни информации за граѓаните, колку и тие информации им се корисни за да донесат квалитетни одлуки, особено кога одат на избори. Факт е дека медиумите се во незавидна состојба, особено комерцијалните, зависат од бизнис мокници кои што суптилно или несуптилно го креираат јавното мислење. И сега, дали вие се чувствувате слободни да се изразите и да го кажете она што сакате, да обработите било која тема која што сметате дека има јавен интерес? Еве, од Маја ќе почнеме. Благодарам. Да, јас се чувствувам навистина слободна и да предложам тема која би сакала да ја работам и да ја изработам до крај на начин на кој што мислам дека ги задоволува професионалните стандарди. И за среќа во последните 20 години сум имала можност да работам за редакции кои што ми овозможувале таква професионална средина во која што главното начело било почитување на професионалните новинарски стандарди, на етичките стандарди. Во секој прилог сме морале да имаме различни страни на кои што го третираме одредениот проблем во општеството, меѓутоа и главната задача ни била во било кој новинарски производ да додадеме и дополнителна вредност. Значи не да останеме на овој рече, тој рече, туку тој проблем да го изанализираме низ неколку различни агли. Значи, доколку, например, македонските медиуми денеска се занимаваат со некое прашање, кои вести денеска да ги вклучите, трите теми ќе ги видите на сите национални медиуми. Јас сум имала можност да работам последните 15 години во Ал Џазира Балканс. Било што од оваа денешна тема би ни било задача да ја истражиме подлабоко за викенд, значи тоа да ни биде дел од една поширока анализа. Пред тоа, заедно со Назим сме работеле во светскиот сервис на BBC и мислам дека таму и ги научивме основите на тоа квалитетно новинарство, како треба да ни биде приодот во третирање на било која тема. И да, се чувствува слобода и морам во овој од првиот одговор да кажам, и огромна штета е што освен што се затвори Ал Џазира Балканс преку ноќ, што згасна македонскиот сервис на Радио Слободна Европа и исто така што BBC на македонски пред 15 години и Гласот на Америка пред една година исто не згасна, туку во моментов се уште е во стендбај, значи не се знае дали ќе биде рестартирано. Сите овие медиуми, иако се беа меѓународно финансирани, ја предводеа таа, не знам како да кажам, таа нишка на едно слободно новинарство кое што е лишено и од политички и од бизнис интереси. Јас можам да го направам прилогов и воопшто да не ме интересира дали ќе се налути власта, опозицијата или некој бизнис моќник, за разлика од вас, од кои што работите во приватни медиуми, за кои што секој збор треба да го мерите, затоа што ако ви се налути некој, може да
да бидете лишени или од реклама, или да имате притисоци каде да ви се емитува, например, приказната, или можеби подоцна ете за притисоците. А Назим, ти колку се чувствуваш слободен? Дали еве да направиш една споредба пред 10-15 години кога бевме во многу лоша позиција на сите меѓународни организации кои што ја мереа, да речам, слободата на медиумите? За волја на вистината секогаш сум се осеќал слободен. Исто со Маја тоа што претходно кажа, искуството го имам меѓународен медиум, но и во локален медиум тука. И не сме имале, или лично не сум имал притисок, но поради еден друг факт, за периодот кој може би реферираш, бидејќи сепак јас сум известувал во повеќето поголемиот период на албански. И поради непознавање на албанскиот јазик на поголемиот дел од општеството, притисокот од моćниците кои не гледаат дека може да наштети критичен начин на известување, не ти правеле ни притисок. И ова е факт и било така сите овие години, бидејќи нашето општество е така поделено, сепак, каде што медиумите или медиумскиот простор функционира двојазично, барем двојазично, можеби и други, но овие се двете главни јазика. И каде, ако големата критика доаѓа од албански медиум, тоа не дека не ги засега политичарите или тие што имаат моќ, но не допира до граѓаните и тие не се плашат многу. И тука е можеби фактот и зошто сме имале слобода и во да кажеме мрачните моменти да ги поставуваме и најтешките прашања. Но гледајќи ја ситуацијата тогаш и сега имаме малце различен момент каде што има многу повеќе медиуми, каде што има поголем плурализам, но не мора да значи дека има поголеми високи стандарди. И сега тука е проблемот. И квалитет. Да, и квалитет секако. Сега плурализмот е добар, бидејќи тие што можеби сакаат да влијаат, не може да влијаат, бидејќи не може да влијаат кон сите медиуми, но не мора да значи дека тие се толку стандардизирани на начин на известување или имаат толку добар квалитет. И се прави дисторција за тоа што е професионално новинарство. И сега влегуваме можеби од друга фаза каде што еве дискусијата треба да биде и едукација на луѓето, што е тоа професионално новинарство. Маја кажа на почетокот дека ние сме новинари и ќе зборуваме за себе. И да ти кажам право, овој момент малце го гледам така малце проблематично. Во која смисла? Не знам дали луѓето ќе не гледаат и ќе речат види ги овие сега зборат само за себе. Но мора да ги научиме, не е само за нас. Of course е за нас, мислам, секако, бидејќи ние работиме тоа. Но ако не се разбира главната цел на тоа што значи слободен медиум, што подразбира слободен граѓанин, тогаш ништо не сме направиле. И кога зборуваме, јас секогаш сакам ова да го подвлечам. Не е за нас, мислам, да, ние секако директно сме засегнати, но е за нив, за граѓаните, бидејќи ако ние имаме притисоци, од каде ќе ги разберат проблемите или кој ќе ги постави тешките прашања. Така да, вака кога зборуваме, треба ова да го подвлечиме, за да можат да не гледаат и да не кажат сега види ги сега овие пак ќе кукаат, нели сега нешто таму. Добра, ама една од улогата на медиумите не е само да информира, туку и да едуцира, така. Меѓутоа таа некако улога ни е ставена во втор, трет план, бидејќи се бориме со проблемите самите со себе си во нашата фела, а потоа нели треба и квалитетно да информираме. И сега кога сме кај притисоците, еве јас доаѓам од медиум кој што е независен, во смисла независен од бизнес заедницата, бидејќи не сме комерцијален медиум, меѓутоа се финансираме од грантови, сепак сме зависни на некој начин дека треба да најдеме извори за финансирање. Не се финансираме од политички партии, значи не аплицираме на избори во ДИК. Меѓутоа притисоците сега се посуптилни, значи денеска Назим, Маја, мене никој нема да не истепа на улица, меѓутоа на друг начин ќе не истепа. Ќе не истепа преку црна пропаганда. И сега сакам, имам две различни прашања, бидејќи Назим е албанец, а Маја е жена новинарка. Какви сте притисоците прво генерално денеска, дали притисоците се со директни закани по телефон како што биле порано, или
ќе те оцрни на друг начин, особено како ќе те дискредитира како личност, па ти како жена која има глас во ова општество се бориш на два начини, и како професионалец и како личност. Многу тешко прашање, зашто? Затоа што во некој момент не можеш да разграничиш дали е притисокот заради тоа што си жена, дали е заради тоа што го работиш, дали е заради тоа каде работиш. Јас, например, пред 15 години, кога почнав да работам за регионалната Ал Джазира Балканс, финансирана од Катар, имав имав притисоци со тоа како јас сум одлучила да работам за мрежа која е финансирана од Катар. И првите 6 години работев во Сараево и се случуваше некогаш да се јавам во некоја државна институција и да кажам јас сум од Ал Джазира Балканс, сега од Сараево, ви се јавам за една информација и да ми кажат леле, ова звучи страшно. До тоа на некои Facebook статуси да имав коментари во стилот продадени души, за кого се продаде да работиш. И тоа не се суптилни притисоци, навистина тоа не е вкусно така да се коментира за било кој. Секој на крајот на денот сам се одлучува за кого ќе работи. Еве зборувавме сега, нас исто така не финансирала и британската влада, ама јас тогаш не сум имала притисоци, затоа што перцепцијата во Македонија е окей да те финансира, например, америчка некоја организација или да те финансира, не знам, Британија или европска, меѓутоа ако е од арапскиот свет, ние тука мора малку да припазиме да не случајно има некаква друга позадина. Притисоците се различни, да, еве сега се префрлија во онлайн сферата, вие тоа може најдобро и го знаете. На времето, кога работев како дописник, например, од А1 од Тетово, притисоците беа директни. Например, во Гостивар, во еден случај, требаше на 3 места да снимаме како на место на зелена површина нелегално се градат згради и не чекаа на 3 места луѓе жители. На место кај што треба да има парк. На 3-то место, инвеститорот, кој што не беше македонец, ни впери пиштол внатре во колата и му се закани на снимателот да го избрише материјалот. Тоа не беше заради тоа што ние сме македонци и дека ние сме од А1, туку такви беа начините на кои што во тие моменти пред 20 години се решаваа работиве. Јас ќе ти извадам пиштол за да можеш да го избришеш материјалот. Ама сега е поинаку. Еве сега сакам да прашам и Назим, дали да речеме притисоците кај колегите албанци биле по-радикални во смисла дека може да ти се закани на поинаков начин преку семејството, и дали сега се менуваат исто, дали стануваат суптилни, ќе напишат за Назим некој оцрнувачки статус, Слушај, начините на притисок се исти. Кога имаш проблем со властите, во контекстот на времето како што било, истите начини на притисок се, да се разбереме. Тие што се повеќе критикувани, мислеа дека не смеат да бидат критикувани и не ќе ти направат притисок. Социјалните медиуми направија огромна штета, бидејќи луѓето мислат или повеќето од нив мислат дека ако стојат зад компјутер никој нема да ги знае, бидејќи ќе направат лажен профил и ќе можат да кажеш се и се што. Има еден друг момент тука, поличен да кажам, бидејќи ако ти се јавуваа порано тебе директно или ти се закануваа, ти тоа на некој начин го носеше сам со себе или го споделуваше со мал дел на луѓе. Сега тоа кога е толку јавно, ги засега и нашите фамилии, и тие можеби и не знаат дека ако си јавна личност и ако си јавен, нели, функционираш, нели, во јавноста, можеби ние некако сме подготвени со тоа дали да не критикуваат, но тие не може да не критикуваат. И тие што тоа го прават го знаат, бидејќи сакаат индиректно преку нив да можат да ти влијаат. И секако и за мене имало секакви притисоци од албански и од македонски нели профили и сето тоа, но главното, ако си професионалец, мислам дека тоа што сме го направиле, барем ние, од тоа што се знаеме, е дека сме работеле професионално, коректно и на крај сите тие што можеби биле засегнати во еден момент, те почитуваат бидејќи гледаат дека си бил коректен кон сите, или си бил критичен кон сите еднакво, или си поставувал
критични прашања еднакво кон сите и тоа на некој начин те брани. Понекогаш и јавноста не брани, бидејќи на крај крајшта ние тоа што го работиме го објавуваме, ние не го криеме. Точно така. И тоа на некој начин исто така малце апсурдно, но колку што си појавен, толку си посигурен на некој начин. Добро да ве вратиме назад низ времето. И ова што го спомна дека за Тука сите- само додека се вратиме во времето, имаме јас прашање до тебе. ИРЛ во последно време навистина се соочува со огромни притисоци и јас навистина не би можела да се ставам во улога, например, во твоја улога. Како е да се живее со толку притисоци секојдневно и врз вашата работа и генерално? Мислам, во контекст на овие притисоци мора Маја и ти тоа да ни го одговориш. Точно. Не е И ние се знаеме едно. прашања. Знаеме и ние, да. Како да ви кажам, стресно е, значи има денови одиш на работа и кога ќе прочиташ нешто за себе, за организацијата и едноставно онака со ентузијазам одиш нешто да сработиш и буквално те одзема енергијата, не само како професионалец, туку и јас сум мајка. Сепак си човек тоа, на крајот тоа, на денот. тоа, Си човек и тоа трае, тлепа. Сакаш да одиш дома после работа да си мирен, да можеш да Едноставно бидеш... немаш енергија. Без разлика и некој од било кој да ти се јави роднина, пријател, да само да те праша бе што е ова, ти се чувствуваш како грижа на совест имаш, па сега ги вознемирувам и другите околу мене, што се тие виновни околу мене. Не е seедно, меѓутоа, знаеш како, за мене како новинар, професијата не ми е само работа од 8 до 4. Значи, јас сум новинар и сега, ние сите тројца да излеземе и да видиме дека нешто се случува на улицава. Одма ќе реагирам, ќе се јавам, ќе известувам, ќе помирувам, значи ја доживам како мисија. И јас немам бодигарди, немам нели пари за шофер, за било шо. Ми викаше еден колега, вика ти да бидеш новинарка во Албанија, ќе те возеа со шофер и не знам колкава плата ќе имаш. Мене јас Мора да проверим. Да, проверете го кешот. Мене најголемото оружје и мојата моќ е интегритетот. Ја немам како да се борам, моите дела може само да зборат за мене. Кога го зборував, или кога го зборуваме, една што ми се случи е дека уствари тие што сакаат да ти наштетат, токму тоа сакаат да го направат. Бидејќи сваќаат дека можеби сега ние како новинари нема да станеме милионери. Ние сме свесни за тоа. Сите нормално сакаме да имаме достоенствен живот. Но повеќето од луѓето тоа дека си у јавноста го доживуваат дека можеби, не знам, некако си имаш поголема придобивка. И во контекст на тоа што го кажа, ти викаат ако тоа ти е достоинството ти е најбитно, они тоа ти го рушат. Да. Значи можеби не треба и тоа да го кажеме дека пари што ќе ти кажат, колку и да е, колку и јас да земам, јас никогаш не можам да бидам милионер или не знам што. Нели, колку и тоа да звучи лошо. Ние не го кажувам ова и секаде го кажувам и обуки кога имам и кога зборувам за новинарството, не го кажувам во контекст на жалење, мислам, не тоа воопшто не ни е цел, но понекогаш тоа сака да ти го рушат, бидејќи со рушење на достоинството, уствари ти го рушат кредибилитетот и со тоа, нели, понатаму и сите други чинители во општеството нема да ни дојдат и нема да бидат дел од нашите продукти. И тоа веќе е проблем професионален. Ние обиваат приказната. Ако ти објавиш некое големо истражување, тие не ги оспоруваат фактите, туку ја дискредитираат личноста. Сега во овој момент, извини Маја, малце мора да го истакнеме ова двојазичноста. Ние имаме голем проблем со ова, бидејќи понекогаш, за жал, ова ќе го кажам, ние албанските новинари сме во голема предност. И во суштина сме придонеле многу во професионализација на македонското новинарство како општо. Во која смисла? Имаше периоди каде што албански политичари ќе изјавуваа различно за албански медиуми и различно за македонски медиуми. И ние бидејќи го знаеме јазикот, после, нели, ги стававме пред одговор, викаме како сега, која е вистината, таа изјава или таа изјава. Со тек на време, толку се направи притисок во општеството, со сега веќе, да речеме, немаме такви двојни изјави. Сепак сега тоа пазат. Но тоа е голем придонес, бидејќи сме направиле општество, каде што, нели, сите да можат да дискутираат за иста тема. Но, што се случува, за жал,
ако има огромна притисок, тоа што го кажа во почетокот, од албански медиуми, и ако се работи за македонски политичар, тие не се грижат многу, бидејќи не им се гласачко тело. И тоа на некој начин и го поминуваат поедноставно. Се додека не станува политички момент, каде што ги сазека и албанските политички партии, тогаш веќе станува јавен проблем. Што не е коректно, бидејќи ако си министер било што во државата, ти си за сите. И ти ако си министер, дали си македонец, дали си албанец, нема врска, ти имаш врска кон сите да се грижиш подеднакво. И вториот момент, тоа што исто така е загрижувачки, е дека многу голем дел од македонските медиуми не ги третираат истите на ист начин или не се толку високо во агендата проблемите што ги имаат дел од албанското општество. Да речеме, последен пример ми е тоа протестот со студентите и со овај, како се, испитот за юриспруденција. Да, првосудниот испит. Бидејќи ако гледаме новинарски, сега, ја и Маја сме работиле у BBC. И нашите текстови, иако биле на албански и на македонски, ги имаше сите исти факти. И ти можеше да видиш, ако ги знаеш двата јазика, не е ли Маја, ќе речеш дека овие двајца исто известуваат. Значи, ние не може да известуваме различно за исти факти. Така? Тоа е добро. Точно. Сега, додека за овој момент, тотално друго известување во тоа, ама и начелото, и агендата, и начинот. Тука веќе е проблем. Ако зборуваме за одговорноста на новинарите, тука треба да не биде заедничка одговорноста, бидејќи ако се стремиме кон исто општество со исти проблеми, истите работи треба да ги третираме, мислам, во агендата наша, нели, у приоритетите, на ист начин, за да може да сватат луѓето дека се работи за исто, да не се ствара истиот впечаток, дека ако си албанска публика, ние ги знаеме и двата јазика и сега види, овие македонците ништо не зборуваат за нас, кајле име, Ама од друга што е се страна, Назим, проблемот. сега кога се подготувавме за подкастот и се прогуглав меѓуетнички тензии и проблеми, значи последните вести такви ми излегуваат пред 2 години, пред 3, пред 5. Така, и сега, Значи, ама и сега има и сега, нели? Да. Има, ама не така. Порано се правеле цели анализи, дискусии, меѓународната заедница посредувала. Сега веќе нема. Значи, полека истите проблеми ги засегаат сите граѓани во оваа држава. Јас имам работени во АС телевизија, ние покривавме корупција. Корупција во здравството. Тоа е добриот пример, нели? Бидејќи ако ги третираш истите теми со иста агента и со иста важност, Така. Ама веќе и граѓаните не се обременети со меѓуетничкиот предзнак, особено тоа се подгрева пред избори или некоја кога има политички наратив. Меѓутоа, генерално и Назим, и Маја, и Беким, и Младен ги засегаат истите проблеми. Тоа е невладење на право, селективна правда и корупција. И сите чекаме на лекар, сите треба да фаќаме врски за нешто. Значи, генерално истите проблеми не засегаат. Маја сакаше нешто да додаде и вие зборувавме, најде се новинари да се прекиди. Да, и ќе те вратам во 2020, во 2001 кај бевте двајца. Само ова кратко околу притисоците, да. Кој е одговорот на сите тие притисоци, ви зборував пред 15 години? Само квалитетно новинарство. Продолжуваш да си ги прочитуваш стандардите, ти си ја тераш својата приказна, стануваш од сабајле и си знаеш точно како треба да ти изгледа денот, како да бидеш фер кон публиката, да ги имаш сите гласови, посебно на тие што се безгласни во општеството. Еве, имаме напредок и во тој аспект, да, мора да кажеме. Не сега изборуваме во и може да се вратиме сега во 2001. Да, еве се дали научивме од лекциите низ времето, низ историјата. Еве убав пример даде, бидејќи јас во 2001 бев у Лондон и работев за BBC, известував од светскиот сервис на BBC во албанскиот сервис на BBC, но соработува многу и со македонскиот сервис на BBC. Зошто? Бидејќи мојата предност, бидејќи зборувам повеќе јазици, исто така сум известувал и во хрватски, на хрватски и на сите јазици што ги знам, и на српски и сето тоа, бидејќи институцијата беше таква дека ти ги известуваш фактите, ама јазикот е твој предност и твоја, нели, можност да напредуваш повеќе. Но во тој момент, да речеме, ние имавме различни реакции зошто ги има
зошто ја имаш и македонската страна? Или зошто ги цитираш македонските власти кога им викаа на представниците на ОВК како терористи? И тоа беше на некој начин едукација на публиката, дека тоа не го кажуваме ние само цитираме што викаа другите страни. И обратно, нели, имавме огромни реакции. Македонската страна имаше огромни реакции зошто ги нарекуваше борците на ОВК. И тоа на некој начин беше толку конфликтно, бидејќи луѓето во тој момент сепак ги гледаат работите по еднострано. Но ако си професионален новинар и ако им ги кажуваш двете страни, со тек на време те прифаќаат. Бидејќи најбитното момент, тоа што кажа Маја, е да си професионален и да си достоинствен во твоите стандарди со цело тоа време. Но многу е битно во овој контекст и агендата, што теми ќе отвараш, бидејќи ти можеш да отвараш небитни теми и да ги тратираш мултиетнички, не знам што, а во суштина општеството да ти има други проблеми. Тука после влегуваме во подлабочна анализа, но ќе оставам Да, Маја јас само ќе кажам, бидејќи Маја најмлада, па последна ќе каже, ја во тој период во 2001 бев многу млад новинар, пред 2 години излегов од факултетот за новинарство и нели првото вработување ми беше во А1. Во тој период можете да замислите, А1 беше институција, држава во држава, толку имаше гледаност, не само гледаност, туку доверба и кај македонската и кај албанската публика. Јас се сеќам дека вестите кога ќе почнува во 7 саат, немаше некој што не ги гледа. И имаше голема одговорност телевизијата во тој период. Имаме воен конфликт се случува и јас тогаш како млад новинар не ме испраќа во воените зони, жаришта. Бев само како логистика на поискусните колеги репортери, меѓутоа знам дека кога пред да се емитуваат вестите, кога се правеа прилозите, толку внимателно се приоѓаше кон секој прилог, кон секој збор, бидејќи толкава беше моќта ти можеш да го доразгориш конфликтот. Се беше така дозирано, без емоции, значи едноставно знам дека буквално пред секој вести имаше колегиум и ти не можеш, мораш и да ги филтрираш информациите кои што ќе стигнат до граѓаните, бидејќи од двете страни имаше многу емоции и кои што и можеше уште повеќе да се разгори конфликтот. И сега бидејќи Маја од Тетово, сакам да ја прашам дали во тоа време беше новинарка и како ти функционираше? Вака, до 2001, значи јас имав 21 година и бев студентка по новинарство и освен што студирав тука во Скопје, работев во Радио Скопје, водев утринска програма. И сега јас бев цивил, патував со автобус и од Сабајле, например, се пукаше. Јас чувствував дека во секој момент може би некој куршум во грб ќе ми залета. Одев на факултет во Скопје, полагав испити, таму воопшто немаше свесност во Скопје, мислам. Јас од тогаш беше дека луѓето надвор од Тетово воопшто не знаеа што се случува во тој град. Мислам на македонците во Скопје. Па и во Скопје се функционираше градот Да, најнормално, да. Меѓутоа, тој конфликт тешко не погоди како жители на Тетово. Тоа е огромна траума, која што се уште ја носиме и не верувам дека овие генерации кои што тоа го поминаа тогаш, не бевме подготвени за еден таков потрес во општеството, дека некогаш ќе го надминат. Значи, како потрес. Работев на утринска програма, рано почнуваше во 6. Во 6:15 пуштаа некој, не знам, временска прогноза. Јас тогаш се јавував кај моите. Дали ја преживеле ноќта, затоа што живеат покрај игралиштето, таму беше еден од главните пунктови на македонските безбедносни сили, а од другата страна и касарната, а од другата страна беше Дреновец, каде што се наоѓа албанските бунтовници, значи некаде во средината на сето тоа. И тие бија цело време во Тетово. Значи јас тоа го доживеав повеќе како цивил. Како новинар се вклучив 2002 во градскиот деск, у Дескуја читетит, го формира меѓународната заедница, 2 медиуми на македонски јазик и 2 медиуми на албански јазик. Што правевме ние? Меѓутоа се уште беше свежо, тензично. Многу свежо. Да. Не верувам дека македонски новинар тогаш влегол во Шипковица или во Непроштено во албанскиот дел. Имав среќа да сум
една од нив и колешката Санда Срвиновска, ние бевме две новинарки. И, например, тимовите беа мултиетнички. Јас со колегата Бурхан Амити или со Башким Сулемани одиме во Непроштено. Во албанскиот дел он снима, јас седам малу на страна, па дали имам нешто да прашам. Во македонскиот дел, јас сум таму главна, поставувам прашања, седнуваме на монтажа, преведуваме и го правиме прилогот. Вечерта, јас ви кажувам, значи се работи за почетник новинар, јас сум работела во радио како дете, ама тоа не е професионално новинарство. Што викаме ние во огнот те фрлиле. Во огнот, да. И ова е Да. пак некоја меѓународна организација која што се уште не е медиум, туку ние ги праќаме медиуми, во медиумите прилозите. И Чомовски ги отвара вестите наеден со прилогот од City Desk. И ние сме шокирани во Тетово, дека некој ни дава такво внимание, замислете каков сенс во тие фрагилни моменти, да почнува прилог со тоа што се случува таму. И не само таму, во Шипковица, и тоа траеше повеќе од година дена. И многу ми е мило што сум била дел од еден таков проект. И, например, не само заради тоа, јас сум се чувствувала тогаш безбедно во било која чисто албанска средина да влезам. Ама Слушај, ова што го зборуваш, да, конфликтот е многу да, сензитивна тема, да, тоа е точно. И многу е тешко. Ние јас работев во BBC и ние правевме огромни курсеви таму како да се однесуваш во hostile environment, нели како се вика во непријателска средина, непријателска средина и сето тоа. И стварно имаше огромни стандарди. Да се надоврзам на овој тој момент, ние имавме, иако ја бев во Лондон, ние пазевме многу на човечкиот аспект, да не кажеме на било која страна дека тие што војуваат се во одреден дел на градот или во одредена територија, бидејќи цивилите да не одат. Значи беше многу битно за нас да не кажеме дека не знам некоја територија е слободна, па они да одат таму и после да се случи нешто, значи до таму се пазеше до сенсот на одговорноста до каде е. И јас тоа го научив таму. И ова правило не важеше само за нашиот конфликт, него важеше во целиот свет. Значи, ако има стандарди, тоа може да се направи. Но тоа што денеска не го правиме, за жал, еве овој момент што Маја го кажа, е дека ние немаме заеднички стории и теми и уште сега немаме конфликт, ама за жал не се познаваме. Морам да кажам како заврши City Desk-от, заради тоа што тоа Да. беше пионирски обид да се направи мултиетничка телевизија. Алсат многу подоцна почна со тоа. Проектот заврши кога секнаа парите, тие што беа дел од тоа сватија дека камерите се скапи, опремата е скапа и на крај така се заврши, си поделија опремата, јавниот интерес остана некаде на страна. Да беше некој тогаш, да имаше визионер, долгорочна некоја визија, знаете сега што ќе беше тоа? Мислам, Тетово е исто еден од поголемите градови. Немаше се да биде и од медиуми стационирано тука во Скопје. Тоа не знам што ќе Може би беше. регионално ќе бевме поврзани Не со знам, тоа. Меѓутоа, но овој да, момент мора да кратковидост. го спомнеме, Ајде. бидејќи сега за жал, еве во овој контекст го кажувам и тоа што го забележувам во денешно време е дека поради јазичната бариера, стварно во македонскиот дел на медиуми, ова најискрено го кажувам, најкоректно го кажувам, недостасува да се објасни што се дискутира, кои се главните теми, колку се различни или колку се исти. Јас не сакам да стварам слика дека нешто сега тука се е идеално, но не е коректно во иста држава да живееме и вие да не знаете што зборуваат вашите сограѓани. Не зборувам сега Не, за не вас. зборуваш ние за нас, не јас знам. Да, морам Не, сега јас да се надоврзам. Голем јас. Што се случува е дека Да. ние цело време се бомбардираме со македонски вести, што е коректно, најкоректно, а од друга страна има голем геп што се случува во албанските средини, која е културата, која е субкултурата, што е тренди, што не мора да биде политички, не го кажувам ова да биде у смисла Да. на тоа нешто негативно, но мора нашето општество, ако сакаме да функционира како се, да се знае што има изложби у Тетово или во Гостивар или во Скопје. Ми види, имаш албански театар, вчера имаше премиера, немаше ни еден македонски медиум. Why? Мислам, зошто? Да. Нема ништо тука политички. Знаеш Да, што е тоа? да. Едноставно, нема визија во редакциите. Епа, Се извинувам еве. вака што ќе се изразам.
ги мрзи да одат на терен, да извадат приказна. Најлесно е да се остане тука во Скопје, да се оди во собрание, во влада, што кажал премиерот и што кажале Да. министрите. Нема никаква идеја да се направи човечка приказна. Јас сум работела во Ал Џазира овде 6 години, па во Па теми сте ваделе, знаеш да. какви теми, Знам. Јажинце, Одри, Знам. ни се iseli цела Цела албанска да, средина да. во селото на кај Јажинце, па и тоа нема, тоа се истите проблеми, I know. ни се иселуваат Нема, тоа ми е луѓе во поентата, мора да ги младите знаеме. не ги нема. Да. Нема тоа врска со тоа Да не дали сме ствараме македонци илузии, и да не албанци. ствараме илузии. Туку едноставно тука направија медиумите некакви елити кои што не излегоја од тоа, ајде да видиме која ни е другата приказна. Дајте ми приказна од терен. Не сакам секој ден сите министри да ги гледам што кажуваат. Мислам, прво тоа е досадно. Тоа е затоа што Второ, приказната луѓето за нигде наставничката ни го од нема. Јажинце нема да донесе кликови колку што ќе донесе изјава. Маја, Некој скандал. ако е направено тоа добро, ќе донесе кликови. Ама добро, сакам да Што кажам за направи комерцијалните наставничката од медиуми. Маврово Ростуше, колку кликови и гледаност. Значи Ама само треба да се има визија да визија се и квалитетен така е. новинарски Е, производ. ова е дел од одговорноста, што се поврзува со твоето прво прашање, бидејќи ако сакаме да бидеме, да ја имаме таа цел и да едуцираме, информацијата значи едуцираност. Значи за мене стварно понекогаш е жално кога ќе стетнам луѓе и да речеме никој не знае зошто едно школо се вика Наим Фрашари. Значи не ја знаат историјата, колку тоа е битно, колку е битно целата албанска ренесанса од 20-те, 30-те години од претходниот век. Нема врска со нешто негативно кон македонците. Се тоа било издигнување, бидејќи ние живеевме во ист простор и уште живееме, каде што целиот наратив бил антиотомански, нема врска со овој простор. Но колку тоа е прогресивно и колку тоа влијае позитивно кон сите и за жал, ако се затвараме, јас ова го зборувам од кој аспект, бидејќи стварно се осеќам не само привилегиран, него и супериорен, бидејќи јас можам да читам што кажал некој министер, ако веќе зборуваме за Така е. за Можам министри. јас, ама немам ти тоа не. Така е, така е. Можете тие и можам стварно да го предизвикувам онака најпрофесионално, а другите колеги мои не можат. А уствари влијанието на македонскиот дел од медиуми сепак е поширок. И сега како да ги натераме да бидат одговорни? Тоа е сега огромно прашање, со еден подкаст не може да се Не може, даде ама уште решение, еден ама може, доволно е ако потикнеме некакво размислување. Ама може да си организираме и ние да се правиме подкасти, да се разговараме, ќе се викаме и гости. А еве има некои колеги што сега неколку пати го зборувам, ова го кажувам, па Мика треба да ни каже за после ние да известуваме. Како што беше делот со Валбон, ако сега името го кажувам точно, Џемаили, од дечкото кој се школувал во Македонија, кој се школувал во Штуловиот универзитет и кој направил во Америка апарати кои ги донесоа астронаутите во па тоа цела држава секде во свет кај да беше тој ќе беше национален херој. Па кај го има, тој е толку млад човек и толку талентиран, тие американците за џабе не го земале таму. Значи а убавата работа, убавата приказна дека он продукт наш од нашето од нашите школи, бидејќи во тој универзитет предавале и македонски професори, Тој произлегува од албански ова професори. општество. Тоа е Така идејата. Пак ќе ти кажам дека тоа не е, мислам, мое мислење е дека тоа нема врска со меѓуетничките односи, туку тоа е кратковидоста на денешните уредништва кои што не можат подалеку да видат од собрание и од влада. И јас се извинувам што вака, не сакам никој да се навреди. Меѓутоа не можат на сите национални медиуми исти да се вестите денеска. Една приказна денеска ќе одам во Кичево и ќе ја направам. Не во Кичево, ќе одам во Штип. Оди во Кичево. Да. Да, и знаеш што, Маја, исто во тој пост конфликтен период, денеска тоа размислував, што ми било исто најголем комплимент. Значи, имаше нели приказната за киднапираните македонци, нивните роднини многу со години бара информација, може и уште не се знае како заврши тој случај. Ние со Ајден сме работеле прилози и за нив, меѓутоа сме работеле цело време со таткото на, мислам дека се викаше командант Мими, кој што беше единствен припадник на ОНА од Македонија, кој што лежеше во затвор заради воени злосторства, дури и после амнестирањето на хашките случаи беше во затвор во Штип и почина таму.
Ние како Ајден тогаш сме биле институција на која што и верувале сите. Во македонска, во албанска средина, таму поентата во тие моменти беше ќе ви го викнам Ајден и ќе видите. А ниши го гледаат микрофонот и гледаат дека тоа е решение на проблемот. Ние денеска немаме во медиумите препознавање дека било кој ако дојде ќе ни го реши проблемот. Не напротив, туку новинарите ги гледаат како некој кој што или ќе ги злоупотребат со изјавите, или ќе ги стават во некоја од политичкиве групи, да не може после човекот нормално да се продолжи да се Не живее. мисла дека Бидејќи сме во треба некаков да- контекст, нели, некаква цел, нели, ти сега Да. си правил тоа интервју бидејќи нешто бла бла бла. Може да збориме и 2 сати, Може ама да мислам дека збориме, заврши да. времето. Не, ги опфативме повеќе колку и другите теми колку новинарите и медиумите предонесуваат за доверба и диалог, и ова Маја ме потсети, ако бев во Ајден, толку се обработува граѓански теми, јас сега не можам да видам граѓани во медиумите со нивните секојдневни проблеми, со кои што и ние се соочуваме, не само граѓаните, и ние чекаме ред ваму, таму, имаш проблем со образование, со здравство, и знам дека во видео Ајден сторија. Па што и да се случеше во државата, не знам, доаѓаше генералниот секретар на НАТО, се сеќавам, почна со Ајден сторијата. Значи, граѓанинот беше прв во центарот на вниманието. Нашите клиенти се граѓаните, а не се политичарите или бизнис центрите, и Ајден сторија. И тогаш не се бираше дали ќе правиме во Рачиново, во Јажинце, во Струмица, во Новосело. Значи, ако има приказна граѓанска, тоа е приказната што денеска ние треба да ја раскажеме, да информираме, да алармираме и на некој начин да се реши. Преку еден човек ти го раскажуваш системот. Меѓутоа, за жал се согласувам со Маја дека денеска многу сме понеквалитетни како медиуми, како извори на информации, како новинари, паѓа едноставно квалитетот на информацијата и тоа оди се на штета на граѓаните. Да, и сега ако треба да превршуваме, бидејќи толку не е од прилика просторот, еве вака како една завршна мисла, не ви давам како пред избори 3 минути, туку што вака мислите дека е приоритетно да се смени во медиумите? Ова е огромно Болно прашање, ќе се расплачам. Не, мислам, колку и да звучи патетично, мислам дека треба да разговараме повеќе и вакви разговори, колку и да ги гледаат луѓето или не, да им објаснуваме што е професионално новинарство. Во која смисла ја ова често го кажувам и го објаснувам, дека за мене, да речеме, терминот за нас, fake news е нешто што не постои. Бидејќи ако е вест, ти како новинар, ние како новинар сме поминале неколку филтри, неколку проверување, па сме го напишале веста. Ако нема тука вистина, не станува вест. Ова луѓето уште не го разбираат и мора да им го објасниме колку и да звучи едноставно за нас, за тие што работиме. И во кој контекст исто ова треба да им кажеме дека ние не може да контролираме денеска како што функционира се, не само тука и секаде во светот со технологијата и сето тоа, да бидат предпазливи од каде ги земаат информациите и да пазат нели од кои редакции ги земаат информациите. Тоа е можеби најбазично што треба во овој момент да се каже, бидејќи со тоа огромно прашање што треба да се направи е, не знам, многу долгорочно, но еве читав некоја анализа пред некој ден и исто во Британија, бидејќи ние сме работиле со BBC, таму сум живеел многу години, нели, уште сум поврзан, исто и тие ги имаат истите проблеми. Значи, пораката е следна, пазете од каде, и другата работа што јас секогаш го кажувам, ние сме горди малце, нели, зборуваме за нас, еве како сега. Значи, добар новинар секогаш ќе го стави своето име под текстот и тоа е некаков минимален показател дека има професионални стандарди. Маја, мојата завршна порака би била: медиуми, вратете ги луѓето во вашите вести. Значи, дајте, има протести на студенти, најдете го студентот, нека ни објасни зошто е битно да го полага правосудниот испит на албански јазик. Ние имавме поплави во Кичево за Нова година, никој од скопскиве медиуми не отиде таму во сторија да направи како живееш, тебе куќата ти е поплавена. Отидеа тек за неколку месеци затоа што се повторија, и тоа е многу голема штета што ги укинаа дописниците од градовите. Тоа е таква непоправлива штета направија телевизиите што да, затоа навистина немам коментар. И тоа кога велам луѓето,
не мислам на екстремни случаи, екстремна сиромаштија или не знам колку загрозени од некој вид. Вратете ги обичните луѓе. Ние имаме исто проблем за тоа што од лани до сега се е поскапено, а платите ни се исти. Дај ги пензионериве кои што ги знаеме меѓу нас, ние да се идентификуваме со тие телевизиски вести. И вториот проблем е дигитализацијата. Тоа што сега се случува, нови платформи, нови портали и медиуми, се е во реал тајм, меѓутоа тука нема никаква аналитика, содржина, во позади тоа нема ништо подлабоко. Тие кратки вести протнуваат многу сензационализам за кликови, секако заради рекламите од кои што живеат. И за тоа ќе мора да се обучуваме и ние, меѓутоа и публиката, да не верува на се, малку да трага по поквалитетни вести и по анализи и содржини со кои што и ќе се едуцираат. Добро, малце носталгично беше кога се пресетевме како сме известували, во какви медиуми сме работеле. Пред четврт век било тоа во конфликтот. Замислете, 25 години оваа година. Ќе биде од Маја, никој не од спомна на конфликтот. 14 март оваа година, дека е почеток на конфликтот 2001. Имаше само еден статус, еден новинар рече, леле, денеска цел ден помина, никој не кажа дека денеска почна конфликтот 2001. Што Може значи, би и подобро. веројатно, да, подобро, веројатно, дали може би темата е апсолвирана во општеството? Не Ќе оставиме на... Не, да, не отвори да привршуваме. Па, Ајде, ајде да заокружиме. последниот подкаст. Да, во може. следниот. Готово, заокружи. Ако може пака на крај да кажеме дека провејуваше нели низ разговорот дали сме слободни, мислам дека сме слободни, но дека се бориме за интегритет, како фела, како И професија. професионализам. И тоа би професионализам и дека очигледно дека имаме моќ, но битно е како таа моќ ќе употребиме. Ја ви благодарам и на себе си што бевме искрени во разговорот. рекол. Благодарам. Фала, Маја, и на тебе.